Благодарам, председателе. Ќе бидам краток во своето излагање. Под земјата лежат богатства, на земјата се гради иднината. Без развој на рударството нема силна индустрија, а без силна индустрија нема економски напредок на Македонија. Почитувани колеги од левица, знаете ли чии се овие две пароли? Добро е, јас знам дека знаете, затоа ви ги потенцирам. Ова се изјави на Лазар Колишевски. Македонија е градена исклучиво на база на рударство. Европа е градена исклучиво на база на рударство. Само рудните богатства се она кое што економски ја зајакнува Македонија и може да ја зајакне Македонија. Ние во нашата програма како политичка партија, како социјалисти, помеѓу другото се залагавме целокупното рудно богатство на Република Македонија да биде ставено на хартија, значи да се знае што имаме, како имаме, да се процени неговата вредност и таа вредност не само да се експлоатира, туку да може да биде користена како гаранција за економската сила на државата. Нешто на кое што источно азијските држави, впрочем, го направиат својот економски бум. Потенцијалот и економското заздравување на државата е токму во рударството. И не сме го измислиле ние тоа. Тоа го измислили нашите претходници. И сега вие кои што се залагате за левичарска идеологија, не ја гледам логиката зошто кочите едно законско решение кое што е во функција на развој токму на оној економски потенцијал кој што државата го има. Во делот на екологијата ве слушав сосема накратко. Погледнете ги студиите кои што се правени во Република Македонија. Кажете ми дали во периодот или дали вие може би имате впечаток дека во претходниот период имало повеќе заболени кога сите рудници работеа во полни капацитет отколку сега. Јас сметам дека сега имаме поголем број заболени, иако голем дел од рудниците воопшто не работат. Оттаму, клучно е заеднички да работиме на иднината на нашата држава, а заеднички можеме да работиме на иднината на нашата држава кога ги искористиме целокупниот потенцијал на таа држава. А економски можеме да се развиеме само преку рудното богатство. Во оние други делови за кои што вие дебатирате, дали тоа ќе бил странски капитал, дали ќе влегол странски капитал, нашето рудно богатство ќе завршило на странски пазар или слично, во овој момент, како што и самите знаете, ние имаме сосема поинакво уредување на државата. И вие не можете да ја враќате државата во едно уредување кое што постоело претходно, и ако може би романтичарски, јас и вие со такво нешто би се сложиле. Меѓутоа, тоа е завршена работа, тоа е во историјата. И ние мораме, и ако сме левичари, односно вие на левата страна ориентирани, јас сум социјалиста, ние мораме да размислуваме модерно, мораме да размислуваме што е потребно за државата, мораме да размислуваме за држава која што економски ќе се гради, мораме да размислуваме на држава која што ќе отвори рудници, ќе ги искористи своите потенцијали, ќе ги запосли луѓето. Само на тој начин ќе исполниме и нашата визија, тоа е работникот да биде ставен на пијадесталот на државата и работникот реално да владее со државата, ако сакате. Оттаму, јас очекував дека вие први ќе бидете за тоа дека рудното богатство на државата треба да се експлоатира и дека рудници треба да се отвараат. Погледнете Источна Македонија, па градовите во Источна Македонија, дел од нив се формирани благодарение на рудниците. Пробиштип е формиран зашто имало рудник, зашто инаку би се формирал. Кратово, Крива Паланка, Македонска каменица. 1960 година се отвара македонска рудникот Сасаво, Македонска каменица, па таму фешти се правени. Па се држани говори. И ние сега, вие од една страна романтичарски зборувате за тој период, од друга страна сега кога е дојдено време повторно да тргнеме ние во искористување на тој потенцијал, вие го кочите. Колеги, дајте да се свестиме да видиме до кај сме и ве замолуваме во ова законско решение, кое што јас ништо не гледам лошо во ова законско решение, кое што е само од 3 члена, дајте да го поддржиме и да почнеме да одиме напред.
бидејќи само тоа е еднината на оваа држава и ништо повеќе од тоа. Благодарам.